Странецот, Албер Ками, прв дел. Денеска умре мама. Или може би вчера, не знам. Добив телеграма од домот за старци. Мајка ви почина. Закопот утре. Искрени сочувства. Тоа не кажува ништо. Може би тоа било вчера. Домот за старци се наоѓа во Маренго, на 80 километри од Алжир. Ќе земам автобус во 2 часот и ќе стигнам истото попладне. Така ќе можам да бдеам над покојната и ќе се вратам утре вечер. Побарав 2 дена отсуство од газдата и тој не можеше да ми ги одбие, извинувајќи се како порано. Но не беше задоволен. Јас дури му реков: јас не сум виновен за тоа. Тој не одговори. Помислив тогаш дека можеби не требаше да му го речам тоа. Впрочем, немаше зошто да се извинувам. Побргу, тој требаше да ми изрази сочувство. Но несомневно, тоа ќе го стори задутре, кога ќе ме види ожалостен. За сега, се уште како мајка ми да не беше умрена. По закопот, напротив, тоа ќе биде свршена работа и се ќе добие службен изглед. Со автобусот тргнав во 2 часот. Беше мошне топло. Како и обично се хране во ресторанот на Селест. Многу ме жалеа сите, а Селест ми рече: имаме само една мајка. Кога си заминував, тие ме испратија до врата. Бев малку непромислен, зашто требаше да се качам до Емануел за да поземам црна вратоврска и панделка за околу ракав. Пред неколку месеци нему му умре вујко му. Трчав за да не го испуштам автобусот. Поради ова брзање, ова трчање, поради сето тоа, несомнено и поради труцкањето, мирисот на бензин, блескавото треперење на патот и небото, сум задремал. Сум спиел речиси сето време на патувањето. И кога се разбудив, бе потпрена еден војник кој ми се наспеа и ме праша дали доаѓам од далеко. Јас му реков да, за да не разговарам повеќе. Домот за старци се наоѓа на 2 километра од селото. Тој пат го минав пеш. Сакав веднаш да ја видам мама. Но чуварот ми рече дека треба да се видам со управникот. Бидејќи беше зафатен, малку чекав. За сето тоа време чуварот зборуваше и јас го видов управникот. Тој ме прими во својата канцеларија. Тоа е мало старче со орденот Легија на честа. Ме гледаше со светли очи. Потоа ми ја стегна раката и ми ја држеше толку долго, што не знаев како да ја извлече. Погледна во едно досие и ми рече: госпоѓата Мерсо е дојдена овде пред 3 години. Вие бевте нејзината единствена потпора. Помислив дека ми префрлува нешто и почнав да му објаснувам, но тој ме прекина. Немате зошто да се оправдувате, драго мое дете. Го читав досието на вашата мајка. Вие не можевте да одделувате средства за незините потреби. Незе и требаше жена за чување. Вашата плата е скромна. И земајќи се во обзир, овде таа беше посрекна. Јас реков: да, господин управниче. А тој додаде: знаете, таа имаше пријатели, луѓе на незини години. Таа можеше да споделува со нив мисли и впечатоци од едно друго време. Вие сте млад и незе без друго и било здодевно со вас. Тоа беше вистина. Кога беше дома, мама го поминуваше времето седејќи молчаливо со поглед. Во првите денови од своето доаѓање во домот таа плачела често. Но тоа било по навика. По неколку месеци таа би плачела ако би ја извадиле од домот. Пак поради навика. Покрај другото, тоа беше една од причините што последнава година речиси не одев таму. А исто така и поради тоа што тоа ќе ми ја земеше мојата недела, без да се смета на усилбата да одам на автобус да земам билети и 2 часа да патувам. Управникот ми зборуваше уште, но јас речиси не го слуша веќе. Потоа тој ми рече: предполагам дека би сакале да ја видите мајка си. Станав без збор и тој тргна кон вратата пред мене. На скали ми објасни:
Ја пренесовме во нашата мала мртовечница, за да не ги возбудуваме другите. Секој пат кога некој пансионер ќе умре, другите се вознемирени 2-3 дена и тоа ја отежнува службата. Поминавме низ еден двор каде што имаше многу старци што брабореа во мали групи. Тие замолчаа кога минувавме. И по нас разговорите пак продолжија. Тоа прилегаше на придушено драдорење на мали папагали. На вратата од една мала зграда управникот ме напушти. Ве оставам, господин Мерсо. Ви стојам на располагање во мојата канцеларија. Во принцип, закупот е закажан за 10 часот изутрина. Мислевме дека на тој начин ќе можете да бдеете на покојната. И на крај, мајка ви, како што изгледа, пред своите другари често ја изразувала желбата да биде погребана според религиозен обред. Го презедов она што е потребно, но сакав да ви известам за тоа. Му заблагодарив. Мама, без да биде атеист, никогаш во својот живот не помислуваше на религија. Влегов. Тоа беше мощна светла сала, варосана и покриена со шарено стакло. Во неа имаше столови и ногари во форма на X. Две меѓу нив во средината носеа мртовечки сандак покриен со својот капак. Се гледаа само одвај завртените блескави шрафови што се изделуваа врштиците обоени со лушпи од орев. Покрај сандакот стоеше болничарка, арапинка, во бела селска блуза и шамија со живи бои на главата. Во овој момент вратарот влезе зад мојот грб. Без друго трчал. Тој дъткаше малку. Ја покривме, но треба да го дигнам капакот за да можете да ја видите. Тој се приближи до сандакот, кога го запрев, тој рече: "Вие не сакате?" Одговорив: "Не." Тој застана и ми беше неудобно, зашто почувствуваш дека не требаше да го речам тоа. Веднаш потоа ме погледна и ме праша: "Зошто?" Но без префрлување, како да сакаше само да се информира. Реков: "Не знам." Тогаш, виткајќи го својот бел мустак, изјави без да ме гледа: "Разбирам." Имаше убави, јасно сини очи и малку црвеника во лице. Ми даде стол и самиот тој седна малку зад мене. Чуварката стана и се упати кон излезот. Во тој момент вратарот ми рече: "Таа има рак." Бидејќи не сваќав, ја гледав болничарката и забележав дека под очи таа носеше завој што и беше завиткан околу глава. Во висина на носот завојот беше сплескан. Се гледаше само белината на завојот на незиното лице. Кога таа си замина, вратарот зборна: "Ке ве оставам сам." Не знам какво движење направив, но тој остана простум зад мене. Тоа присуство зад мојот грб ми пречеше. Просторијата беше полна со една убава светлина од залезот. Два стршлена брчеа спроти шарените стакла. И чувствував како ме обзема сон. Без да се свртувам код него, му реков на вратарот: "Одамна ли сте тука?" Веднаш одговори: "5 години", како да го очекувал одамна моето прашање. Потоа тој брабореше многу. Многу се зачудал кога некој му рекол дека ќе заврши како вратар во домот за старци во Маренго. Имаше 64 години и беше од Париз. Во овој момент го прекинав: "Вие не сте од тука." Потоа се сетив дека пред да ме одведе кај управникот, тој ми зборуваше за мама. Ми беше рекол дека би требало брго да се погребе, зашто во рамницава е топло, особено во овој крај. И тогаш ми рече дека живеал во Париз и дека му било тешко да го заборави. Во Париз се останува со мртовецот 3-4 дена понекогаш. Овде се нема време. Човек уште не се созел, а веќе треба да трча по мртовечката кола. Жена му тогаш му рекла: "Молчи, тоа не се работи за прикажување пред господинот." Старецот поцрвене и тоа беше извинување. Се замешав за да речам: Но не. Оно што тој ми го раскажа го сметав за вистинето и интересно. Во малата мртовечница ми рече дека во домот за старци тој дошол како последен сиромав.
Бидејќи се чувствувал способен, се предложил за ова место на вратар. Јас му забележав дека всушност тој беше пансионер. Тој ми рече дека не е. Веќе бе фрапиран од начинот на кој го изговараше тие, другите и многу ретко старците, зборувајќи за пансионерците, а некои од нив кои не беа постари од него. Но природно не беше тоа иста работа. Тој беше вратар и во известна мера тој имаше известни права над нив. Во тој момент влезе чуварката. Вечерта беше се спуштила наеднаш. Мошне бргу ног да беше се згустила на чарениот стаклен покрив. Вратарот го сврте прекинувачот и бев заслепен од ненадејниот блесок на светлината. Тој ме покани во трапезаријата на вечера, но не бев гладен. Тогаш ми понуди да донесе филџан бело кафе. Бидејќи многу го сакам белото кафе, го прифатив предлогот и по еден момент тој се врати со послужавник. Го испив. Тогаш имав желба да пушам, но се двоумев, зашто не знаев дали би можел да пушам пред мама. Размислувам. Тоа нема никакво значење. Му понудив цигара на вратарот и запушивме. Во еден момент тој ми рече: знаете, пријателите на господјата ваша мајка исто така ќе дојдат да бдеат. Тоа е обичај, ќе треба да побарам столови и црно кафе. Го прашав дали би можело да се изгаси една од ламбите. Блескавата светлина врз белите ѕидови ме заморуваше. Ми рече дека тоа не е возможно. Инсталацијата беше така направена, тоа беше се или ништо. Повеќе не обрнував големо внимание. Тој излезе, се врати, ги распореди столовите. Врз еден од нив тој натрупа филџани околу 1 сат за кафе. Потоа седна спроти мене од другата страна на мама. Свртена со грб, чуварката исто така беше во дното на просторијата. Не гледав што работеше таа, но по движењето на незините раце помислував дека плете. Беше тивко. Кафето ме стопли и низ отворената врата влегуваше мирис на ног и на цвеќиња. Мислам дека малку сум дремнал. Некое шушкање ме разводи. Кога ги отворив очите, просторијата ми се стори уште поблескава од белина. Пред мене немаше ни една сенка и секој предмет, секој агол, сите криви линии се оцртуваа со една чистота болна за очите. Во тој момент влегоа пријателите на мама. Вкупно беа околу 12 и влегуваа молчејки во оваа заслепувачка светлина. Тие седнаа и ни еден стол не крцна. Ги гледав толку јасно, како што никога не сум видел и ни еден детал од нивните лица или од нивните облики не остана незабележан. Меѓутоа, не ги слушав и одвај можев да поверувам дека тие постојат. Скоро сите жени носеа престилки и панделката што им ја стегаше половината уште повеќе го истакнуваше испакнатиот стомак. Никогаш уште не бев забележал колкав стомак можеле да имаат старите жени. Мажите беа речиси сите мошне слаби и држеа бастони. Она што ме фрапира во нивните лица е тоа дека не ги забележував нивните очи, ами само едно слабо светкање низ блесок среде гнезда од брчки. Додека седнаа, повеќемина ме гледа и климаа со глава срамежливо. Усните им беа сосема вовлечени од беззабота уста, така што не знаев дали ме поздравуваат или е тоа лоша навика. Повеќе мислам дека ме поздравуваа. Во тој момент забележав дека сите беа седнати спроти мене околу вратарот и ги потресуваа главите. Еден момент имав смешен впечаток дека тие се тука за да ме судат. Малку потоа една од жедите почна да плаче. Таа беше во вториот ред, скриена од една од своите другачки и ја гледав слабо. Таа плачеше со кратки липања, непрекинато. Ми се стори дека нема да запре никогаш. Другите имаа изглед како да не ја слушаа. Беа наведнати, тажни и тихи. Го гледаа сандакот или својот басон, или што и да е, но гледаа само во тоа. Жената плачеше постојано. Бев мошне зачуден бидејќи не ја познавав. Сакав веќе да не ја чујам.
Меѓутоа не се решавав да и го речам тоа. Вратерот се наведна кон неа, изборуваше, но таа ја подзатресе главата, промрморе нешто и продолжи да плаче со истата изедначеност. Вратерот тогаш дојде од мојата страна. Тој седна до мене. По една доста долг момент тој ме извести без да ме гледа. Таа беше многу приврзана кон госпоѓата ваша мајка. Таа рече дека тој било единствената пријателка овде и дека сега нема веќе никого. Останавме така доста долго време. Воздишките или пањата на жената стануваа поретки. Таа шмркаше многу. Најпосле молкна. Мене веќе не ми се спиеше, но бев уморен и ме болеше во крстот. Молчењето на сите овие луѓе сега ми беше страшно. Од време на време само ќе чуев поодделен шум и не можев да разберам што беше тоа. Подоцна одгатнав дека некои од старците ја цитаа внатрешноста од образите, испуштајќи го ова чувство мљаскање. Толку беа потонати во своите мисли што не се ни забележуваа. Дори има впечаток дека оваа покојница што лежеше среде нив не значеше ништо во нивните очи, но сега мислам дека тоа беше погрешен впечаток. Сите пиевме кафе со која не послуши вратерот. Потоа не знам ништо веќе. Ноќта мина. Се сеќавам дека еден момент ги отворив очите и видов дека старците спија подпрени еден до друг, освен еден со брада подпрена врз моите раце што беа го зграбчиле бастунот, кој ме гледаше без трепнување како да го чекал само моето будење. Потоа уште спиев. Болката во крстот што се повеќе се засилуваше ме разбуди. Денот се лизгаше врз шарениот стаклен покрив. Малку потоа еден од старците се разбуди и многу кашлаше. Плукаше во голема карирана марама и секоја од неговите плуканки беше како корнење. Тој ги разбуди другите и вратерот рече дека треба да излезат. Тие станаа. Ова неудобно бдење им ги направи лицата како од пепел. Излегувајќи и на мое големо чудење сите ми стегнаа рака, како оваа ноги во која не разменивме ни еден збор да беше ја зголемила нашата интимност. Бев уморен. Вратерот ме одведе кај себе и можев малку да се суредам. Уште пиев бело кафе, што беше многу вкусно. Кога излегов, сосема беше разденето. Над речињата што го делат маренго од морето, небото беше исполнето со руменило. И ветрот што дуваше над нив донесуваше ваму мирис на сол. Се приготвуваше убав ден. Долго време не сум бил во природа и чувствував, ако не беше мама, какво задоволство ќе ви овозможеше прошетката. Но чекав во дворот, под еден платан. Го вдишував мирисот на свежата земја и не ми се спиеше веќе. Мислев на колегите во канцеларијата. Во овој час тие стануваа да одат на работа. За мене тоа беше секогаш најтежок час. Уште малку размислував за тие работи, но бев одвлечен од звонењето на еден звонец во внатрешноста на зградата. Зад прозорците забрзано нешто се поместуваше и тропаше. Потоа се стивна. Сонцето беше се кренало малку повеќе на небо. Почнуваше да ги стоплува моите нозе. Вратерот помина низ дворот и ми рече дека ме бара управникот. Отидов во неговата канцеларија. Ми даде да подпишам неколку акти. Забележав дека беше облечен во црно со панталони во штрафти. Ја зеде телефонската слушалка и ме праша. Службениците од закопниот завод се тука веќе извесно време. Ке ги замолам да дојдат и да го затворат сандокот. Дали би сакале пред тоа за последен пат да ја видите вашата мајка? Реков не. Тој наредуваше во телефонот спушајќи го гласот. Фижак, кажете им на луѓето дека можат да одат. Потоа ми рече дека и тој ќе се присуства на закопот и јас му заблагодарив. Тој седна зад својата маса и ги вкрсти своите куси носа. Ми извести дека јас и тој ќе бидеме сами со дежурната болничарка. Во принцип, пансионерците не треба да присуствуваат на закопите. Ги оставаат само да бдеат. Тоа е прашање за куманост, забележа тој. Во тој случај, тој му беше дозволил да ја следи процесијата на еден стар пријател на мама, Томас Перес. Овде управникот се насмеа. Ми рече,
Разбирате, тоа е малку детинско чувство, но тој и вашата мајка не се разделуваа никогаш. Во домов се шегуваа со нив и му велеа на Перес, ова е вашата свршеница. Тој се смееше. Тоа му причинуваше задоволство. И факт е дека смртта на господја Мерсо многу го погоди. Сметав дека не треба да му ја одбијам желбата, но по совет од домскиот лекар му забрани вчера да ја чува. Доста долго молчевме. Управникот стана и погледна низ прозорецот од својата канцеларија. Во еден момент тој забележа. Ене го и веќе и свештеникот од Маренго, подранил. Тој ме предупреди дека до црквата што се наоѓа во истото село ќе треба да се оди речиси 3/4 час. Слеговме. През градата беше свештеникот и две деца од хорот. Едното од нив држеше кадилница и свештеникот се наведна над него за да ја регулира должината на сребрената веришка. Кога стигнавме, свештеникот се исправи. Тој ме викаше сине мој и ме рече неколку збора. Тој влезе и јас го следев. Веднаш забележав дека шрафовите беа заковани и дека имаше 4 луѓе во црна во просторијата. Истовремено, чув дека управникот ми рече оди колата чека на патот и свештеникот ги почна своите молитви. По овој момент се одвиваше многу брзо. Луѓето се упатија кон сандакот со покрив. Свештеникот, неговите придружници, управникот и јас излеговме. Пред врата имаше една жена што не ја познавав. Господин Мерсо, рече управникот, не го чув името на оваа жена и само разбрав дека таа беше болничарка, определена за придружбата. Таа го настрани своето коскесто и долгманесто лице без насмевка. Потоа се наредивме за да го пропуштиме ковчегот. Одевме по носачите и излеговме од домот. Пред врата беше колата, лакирана, догнаместа и блескава. Таа потсеќаше на мастилница. Покрај неа се наоѓаше редерот, малечок човек облечен смешно и еден старец со неприродно држење. Сватив дека тоа беше господин Перес. Имаше мека шапка со тркалеста глава и широка периферија. Тој ја симна кога ковчегот го изнесоа од врата. Костум, чии панталони се виткаа околу чевлите и врска од црн штоф и премногу мала за неговата кошула со голема бела јака. Неговите усни трепереа под носот посипан со црни дамки. Неговите доста фини бели коси го пропуштаа чудните уши што се клатеа и чија крвово црвена боја на бледото лице ме вџаши. Службеникот од закопниот завод ни ги определи нашите места. Свештеникот одеше напред, потоа колата. Околу неа 4 луѓе. Одзади управникот, јас и на крајот делегираната болничарка и господин Перес. Небото беше веќе полно сонце. Тоа почнуваше да ја притиска земјата и горештината постојано растеше. Не знам зошто чекавме доста долго пред да тргнеме. Ми беше топло во моето темно облекло. Малото старче повторно ја симна по шапката. Малку се свртев кон него и го гледав додека управникот ми зборуваше за него. Тој ми рече дека мајка ми и господин Перес често оделе на прошетка навечер до селото, придружени од една негувателка. Ја посматрав рамницата околу мене. Минувајќи низ редовите со чемпреси што водеа до речината близу до работ на хоризонтот, низ оваа светла и зелена земја, покрај овие ретки и добро оцртани куќи, ја разбирав мама. Вечерта во оваа земја морала да биде како меланхолична починка. Денеска, од сонцето што се излеваше, пейсажот потреперуваше, станувајќи нечовечен и тежок. Тргнавме. Овој момент забележав дека Перес одвај накуцува. Малку по малку колата забразуваше и старецот заостануваше. Еден од луѓето што ја обкружуваа колата исто така заостана и сега одеше во линија со мене. Бев изненаден од брзината со која сонцето се качуваше по небото. Забележав дека веќе долго време полетот зуни од песна на инсектите и од крцкањето на тревата. Пот течеше низ моите образи. Бидејќи немав капа, се ладев со моето крпче. Службеникот од закопниот завод ми рече тогаш нешто што не го чув. Во исто време,
Тој си ја избриша главата со едно крпче што го држеше во левата рака, а со десната подигајќи ја козирката од својот качкет. Јас му реков: како? Тој повтори покажувајќи на сонцето: ова удира. Јас реков: да. Малку потоа тој ме праша: вашата мајка ли е таму? Јас уште реков: да. Стара ли беше? Јас одговорив: па така, бидејќи не го знаев точниот број. Потоа тој молкна. Се свртев и го видов стариот Перес на 50 на метри зад нас. Тој брзаше балансирајќи со својата шапка в раце. Го гледав исто така и управникот. Тој чекореше со многу достојство без ниедно излишно движење. Неколку капки пот блескаа врз неговото чело, но тој не ги бришеше. Ми изгледаше дека процесијата оди малку пребрзо. Околу мене постојано се протегаше истото посветлено поле исполнето со сонце. Блесокот на небото беше неподнослив. Извесно време минувавме дел од патот што беше неодамна поправен. Сонцето беше го стоплило асфалтот. Нозете пропаѓаа и оставаа трага во неговата блескава маса. Над колата, капата на колерот одварена кожа како да беше брцната во оваа црна кал. Бев малку изгубен меѓу синото и бело небо и монотонијата на овие боли. Лепливата црна боја на отворениот асфалт, посната црнотија на облеката, лакираната црнотија на колата. Сето тоа, сонцето, мирисот на кожа и на лепешки од колата, на лак и на темјан, умората од една непроспиена ноќ би го заматуваше погледот и мислите. Се свртев уште еднаш. Перес беше мошне далеку, изгубен во облак жештина. Потоа не го забележав веќе. Го барав со поглед и видов дека беше го напуштил патот и фатил преку полето. Исто така, констатирав дека пред мене патот свртуваше. Сватив дека Перес, кој го познаваше овој крај, ќе удри напревар за да не стигне. На свиокот тој не ни се придружи, потоа го изгубивме. Тој уште еднаш фати низ полето и така неколку пати. Чувствував како крвта ми бие во слепите очи. Потоа се сврши со таква брзина, сигурност и едноставност, што не си спомнувам ништо веќе. Само една работа. При влезот во селото, болничарката определена за придружба ми зборуваше. Таа имаше особен глас кој не одеше со незиното лице. Глас мелодиозен и треперлив. Таа ми рече: ако се оди полека, се ризикува сончев удар, но ако се оди мошне брзо, човек се поти во црквата ќе добие треска. Имаше право, се немаше излез. Уште паметам неколку слики од тој ден, например, лицето на Перес кога за последен пат не стигна близу до селото. Големи солзи од премаленост и мака му се тркалаа врз образите. Но поради брчките тие не течеа. Тие се ширеа, се стигнуваа вејки еден вид воден лак врз разореното лице. И уште сликата, црквата и селаните врз тротоарите, црвен гераниум врз гробовите, несвестицата на Перес, би се рекло раставена кукла, земјата црвена како крв што течеше врз сандакот на мама, белото месо на корењата што се мешаа во неа, па луѓето, гласовите, селото, чекањето пред една кафејана, непрекинатото брмчење на мотор и мојата радост кога автобусот влезе во гнездото на светлините на Алжир и кога мислев дека ќе си легнам и ќе спијам 12 часов.